Во 2018 кинеската економија растеше со најниска стапка во 28 години. Милиони се подготвуваат за лунарната нова година, неизвестност околу работните места и трошоците за живот загрижува многумина. Лу Джи има интернет стартап компанија. Сите гледаат што се случува. Онлайн бизнисите зависат од трансакции, а инвеститорите се предпазливи. Кратиме на промотивен материјал, на вработени на просторот за изнајмување. Друг вработен ја опиша ситуацијата како загрижувачка. Севкупната клима за онлайн бизниси не е добра. Со оглед на силната конкуренција, индустријата расте со забавено темпо, а трошоците се кратат и меѓу големите интернет компании. И не само меѓу интернет компаниите, и семејствата се погодени. Постои загриженост, конкуренцијата е жестока. Родителите ми објаснуваат колку е тешко да се води бизнис. Годинава ќе биде уште потешко. Цените скокаат, се е поскапо. Трговската напнатост меѓу САД и Кина го зголемува притисокот врз економијата и принудува некои компании да се релоцираат. Во големите метрополи како Пекинг, производствените погони се селат во периферијата, но тоа не ги намали трошоците. Има забавување, но се уште има силна побарувачка за високо образовен кадар. За необучените пазарот на трудот е немилосрден. Ли Ји, консултант во компанија за менеджмент, вели дека економската слика е добра за фирми од сферата на напредната технологија, но забавувањето ги принудува да размислат за начинот да вршат бизнис. Парите и ликвидноста се ограничени за многу компании и има влијание врз бизнис операциите и профитите. Ли вели дека по години на рапиден растеж, што водел до масовна задолженост, тешките времења може да им помогнат на компаниите да размислуваат за подобро планирање и прагматичност.